Dobro utro od Собраниски брифинг. Како што веќе најави колегата Александар, гостин во ова утро на Собраниски брифинг е пратеничката од СДСМ Славјанка Петровска. Те разговараме за актуелни теми. Мислам дека најактуелна во овој момент е токму ова блокирано собрание, но и разните понуди кои дојдоа во изминатите денови за да се деблокира собранието. Прво дојде понуда од председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски да има денеска и на собраниска седница за законите од петиот сет економски мерки пред пратеничките прашања. А потоа веднаш стигна и одговор од премиерот Зоран Заев и лидер на СДСМ дека може да се разговара заедно првично со Талат Џафери за да биде информиран, а потоа и со коалицијскиот партнер председателот на ДУИ Али Ахмети. Добро утро. Добро утро. Најавата ја слушнавте, имаме неколку теми, но првично јавноста веќе знае добро дека собранието е блокирано. Повторно се вмеша лидерите. Дали овој пат ќе ја земат славата на пратениците? Зошто всушност пратениците во една парламентарна демократија дозволуваат лидерите да се вмешуваат во изнаоѓање на решенија за деблокада од овој тип на собранието? Тоа е најверојатно заради тоа што опозицијата е под силно влијание на својот лидер, кој очигледно, иако е надвор од парламентот, сака да ја диктира нивната работа овдека во собранието. Знаете дека блокадата настана меѓу другото покрај оние илјадници амандмани кои сите политички партии од опозицијата ги поднесоа на различни закони, па дури и на деловникот. Блокадата конечно настана со, за жал, отсуството на неколку мина пратеници од власта, од парламентарното мнозинство, кои заради болест од COVID-19 се спречени физички да учествуваат на седниците. И со тоа не можевме да го усвоиме дневниот ред на седницата на која што беа и законите од економскиот пакет, односно пакетот на економски мерки, но и навистина други значајни закони кои се битни за граѓаните. За денеска премиерот Заев најави средба меѓу спикерот и председателот на ДУИ. Дали ќе се одржи оваа средба? Какви се вашите информации? Денеска во собранието е седница за пратенички прашања, која започнува во 11 часот и трае се до 6 часот попладнато. Тоа е ден кога владата и се посветува на пратениците. Ако во меѓувреме најдат време во агендата, секако секој вид на средби кои се во интерес на деблокирање на собранието, по мене како пратеник се добродојдени. Ве прашувам ова прашање затоа што и спикерот Џафери и ставот на ДУИ е дека нема да дозволат уцени од опозицијата и ултиматуми и бидејќи со таквото барање на ВМРО-ДПМН ќе се прекрши собранискиот деловник. Затоа и ве прашав дали воопшто ќе има средба, договор меѓу самите коалицијски партнери. Така, ВМРО-ДПМН нема објаснување логично зошто не сака да го усвоиме дневниот ред за седницата која што беше планирана за вторникот. На таа седница тие неразумно бараат да бидат иземени само законите од пакетот на економски мерки, додека се останато од таа седница да почека за некое идно време. Сега, бидејќи тие тврдат дека владата и парламентарното мнозинство свесно ги кочат пакетот мерки затоа што владата во буџетот немала пари и така натаму, тоа е едно од објаснувањата што го чувме, тогаш логично е прашањето зошто тие не го гласа предлог дневниот ред во вторникот ако сметаат дека владата го кочи. Значи, ние правиме се за тие закони да дојдат на дневен ред. На пратениците и од опозицијата, и од власта, и на сите кои што знаат да го читаат деловникот на ова собрание, им е многу јасно дека со прифаќањето на некои од точките кои се на предложениот дневен ред почнуваат да течат одредени рокови. Тоа значи дека ние сакаме законите кои веќе се пристигнати во собранието продолго време, кои се доставени до сите пратеници подеднакво согласно процедурата утврдена во деловникот, ние сакаме тие точки да почнат да им течат роковите, се со цел да не доцнеме со другите процеси. Така што усвојувањето на дневниот ред не значи адхок дека опозицијата ги прифаќа точките од дневниот ред, и тоа ми е многу добро јасно. Повторно ќе кажам, очигледно е дека опозицијата, сите од опозицијата, и ВМРО-ДПМН, и Алијансата, и Левица, за жал, се обидуваат да со уцени и преку заложништво практично да постигнат политички поени. Во услови на светска пандемија, во услови на економска криза во светот, мислам дека таквото однесување не носи корист за никого
штета апсолутно освестната и на панството, и на граѓаните, меѓутоа и на политичка партии, вклучително и на опозицијата која сега се обидува да изиграва конструктивност. Имате двајца пратеници заболени од коронавирус и во изолација, нели? Да. Се очекува да оздрават и да се вратат на собраниска седница. Но што со сите оние, еве и да се вратат и мнозинството да го има потребниот број на гласови за усвојување на дневниот ред. Што со сите оние амандмани поднесени од Алијансата и Алтернатива на сметка нели на нивното предизборно барање како што викаат законот за државјанство? Дали е можно тука некаков договор со оглед на тоа што во законот има многу, како да кажам, неевропски барања за стекнување на македонско државјанство? Апсолутно, јас како пратеник кој што исто така како и колегите од опозицијата, без разлика дали се од албанските или македонските партии, сме учествувале во изборни кампањи, а и секојдневно се соочуваме со проблемите на граѓаните, сум свесна за овој проблем кој го имаат голем дел од граѓаните во нашата држава со немање државјанство. И јас сум апсолутно подготвена, и јас, и моите колеги од власта, и парламентарното мнозинство во целина, сме подготвени тој проблем да го решиме. Но, со дебата и со конструктивна дискусија. Наметнување на проблеми, само затоа што вие сте избрзале советувањето пред вашето членство или пред вашите гласачи, а при тоа се неразумни или неоправдани, а да не зборувам дека се косати со европските стандарди, во тој случај мислам дека не правиме добро на никого. Зошто? Заради тоа што процесот на европска интеграција е одамна започнат, преговорите ќе следуваат, во тие преговори сите проблематични закони кои ние еве од вакви побуди можеби ќе ги донесеме, ќе паднат во вода и за неколку месеци ќе бидеме во ситуација да мора да ги промениме повторно. Така што ништо не добиваат за краток временски период. Веќе кога ја спомнавме во разговорот Европската унија, денеска овде во собранието има онлайн состанок на мешовитиот комитет со Македонија, нели, ЕУ и Македонија. Ќе се разговара за прашања поврзани со нашата држава, нели, сите оние проблеми што ги имаме со нашиот сосед Бугарија. Дали ваквата состојба во собранието може да биде на некој начин нотирана од Европската унија? Мислам на собранието, блокираното собрание. Добро, разбирам. Работата на собранието е дел од едно од поглавијата на Европската унија кои велат функционирање на институциите. Значи, покрај тоа што ние сме навикнати или постојано да зборуваме за владење на правото и економските теми, но функционирањето на институциите е поприлично значајна тема. Што значи тоа? Европската унија преку своите инструменти на мониторинг и на скенирање гледа државата колку е навистина подготвена да пристапи во унијата и при тоа да има функционални институции. Ваквото однесување во собранието не верувам дека ќе остави добар впечаток, апсолутно. Денешниот состанок ќе биде посветен не само на оваа состојба, меѓутоа ќе биде посветен генерално на состојбите во државата. Говорници ќе бидат и представници од собранието, меѓутоа ќе бидат се поканети и министерот за надворешни работи на нашата држава, како и вице-премиерот за европски прашања. Од страна на Европската унија ќе биде директорката за Западен Балкан во Европската комисија, кои што од нивна страна ќе ги кажат своите согледувања. Верувам дека оваа состојба ќе биде нотирана, дури претпоставувам дека и на денешниот состанок ќе биде кажано, можеби во некоја поблага форма, но апсолутно, ако се продолжи со ваквата пракса, особено со неоправданото затрупување на парламентот со илјадници амандмани, а при тоа да одбегнувате да седнете на маса и да разговарате, мислам дека ќе биде нотирано. За жал, повторно ќе кажам, тоа ќе биде на штета на сите граѓани. Како парламентарно мнозинство, како загрижени граѓани, апсолутно стоиме на располагање за дискусии, меѓутоа не поведени од уцени, закани или разни партиски притисоци. Институтот за демократија даде едно свое согледување за надминување на ваквата состојба. Дали може да се реши со изменување на собранискиот деловник, да се ограничат овие амандмани поднесувањето. Потоа, еве, опозицијата има забелешки за европското знаменце и за скратените постапки и ред други. Дали може да се договорат власта и опозицијата ова да биде вметнато во собранискиот деловник како највисок нели акт за работа на собранието? За да се договориме треба да постои волја од двете, условно да речам, спротивставени страни.
Од наша страна волја има и сакаме да седнеме и да ги дебатираме аргументите кои не се од наша страна, да ги изнесеме аргументите за, сакаме да ги чуеме аргументите кои се против и сакаме да најдеме заедничко решение. Знаете, компромис е да се најдете на средина, не постојано да се држите на својата позиција едните, на својата позиција другите. Мислам дека на крајот пак ќе се сведеме на тоа дека треба да седнеме на маса, само дали ќе биде порано или подоцна. Јас апелирам, затоа што состојбата во светот со светската пандемија е навистина загрижувачка. Гледате секаде во регионот и кај нас бројките на заболени растат и мислам дека како парламент треба да се издигнеме над нашите партиски агенди и да постапуваме многу повеќе државнички. Деловникот на собранието апсолутно трпи измени и треба да биде изменат. Дадовме и ние еден свој предлог во очи на оваа пандемија и исправувањето по примерот на многу европски и светски земји, кои знаете парламентите, владите разговараат и се среќаваат на онлайн состаноци. Знаете што се случи? Левица, која што се декларира како политичка партија, всушност не действува така, нималку разумно, го блокираше деловникот со илјадници амандмани. Зборуваме за измена исклучиво во интерес на оние кои се заболени од COVID-19. Тоа ја покажа она што денес се случува, дека опозицијата не сака да има функционално собрание и дека сака на сите можни начини да го попречи функционирањето на собранието. Во секој случај граѓаните и сите оние работници кои очекуваат да бидат донесени овие 4 закони, нели, за да се деблокираат и нивните плати за февруари и за март, очекуваат договор. Се надевам дека ќе се договорат власта и опозицијата. Петровска, ви благодарам за разговор. Ви благодарам и на вас.